Почитувана министерке, добре дојдовте во Струмица по повод овој убав проект и пуштање во негова употреба. Почитуван градоначалник Јаневски, почитуван председателе на Советот, пратеник, почитувани советници од Советот, градски архитект, овде присутен со нас, директоре на училиштето, спортски работници кои што се денеска со нас, професори и наставници. Навистина Струмица чека оваа спортска сала, веројатно од самостојноста на државата, од постоењето на училиштето, основното општинско училиште Никола Вапцаров, и еве денеска го видовме светлото на денот со пуштање во употреба на овој прекрасен објект. Ми представува посебна чест и задоволство што денешниот настан, пуштање на употреба на спортската сала во основното општинско училиште Никола Вапцаров, овде во Струмица, го величиме со едно вакво прекрасно здание. За неполни 9 месеци, во услови на пандемија со COVID-19, се заврши изградбата на спортската сала на училиштето која учениците, наставниците и родителите на вистина ја чекаат со децении. Заминаа времињата кога наставата по физичко се одржуваше во училниците или на отворено кога тоа го дозволуваа условите. Новата сала со површина од 1300 метри квадратни, комплетно опремена со спортска опрема и реквизити, санитарни јазли, со облекувални со туш кабини, е еден современ простор за изведување на настава по физичко, за правилен развој на децата и за поттикнување на нивните први спортски интереси. Струмица е спортски град со спортски традиции кои представуваат значаен дел од македонскиот спорт и убеден сум дека вложувањето во физичката култура и во спортот ќе даде уште поголеми резултати. Спортската сала во основното училиште Никола Вапцаров е енергетски ефикасна и наскоро ќе биде приклучена на градската гасоводна мрежа заради ставање во функција на топловодната инсталација, како уште еден поволен услов за изведување на наставните и спортските активности. Инвеститор на спортската сала е Министерството за образование и наука во рамки на својот проект, поддржан од Советот на Европа и со дел финансиски средства од Банката за развој при Советот на Европа. Општина Струмица учествуваше со финансиски средства за расчистување и подготовка на локацијата, обезбедување на постојните приклучоци на водоводна, канализациона и електродистрибутивна мрежа и е задолжена за приклучокот на гасоводната мрежа. И со тоа општината даде свој придонес во изградба на оваа сала, на која денеска им се радуваат учениците училиштето, но и граѓаните на целата општина. Нека е со среќа, нека се развиват и растат многу млади генерации во ова наше основно општинско училиште и навистина да излезат спортисти како сите наши легенди, од атлетскиот легенда Ване, кој што го гледаме овде и веќе е професор, кој што е веќе професор во ова основно општинско училиште, но нашиот Горан Пандев, браќата Георгиеви, Мираковски, да не ги набројам сите наши струмички легенди, оти веројатно ќе ги набројам до утре са бајле. Нека е со среќа, ви посакувам со успех, здравје сите, да се радуваме на уште многу вакви прекрасни проекти. Почитувани граѓани, почитувани медиуми, почитуван председателе на владата, почитуван градоначалник, почитуван директор на училиштето, како и представници на Советот и парламентот во нашата држава. Навистина ми е задоволство што денеска може да видиме вака убав, нов, современ објект во кој што нашите ученици, нашите деца ќе може да ги остваруваат сите спортски активности, а со тоа и да градат љубов кон спортот, а при тоа и директно да работат на зачувување и одржување на своето здравје. Ние како влада, како Министерство за образование и наука сме насочени да работиме на подобрување на квалитетот во основното образование. Квалитетот во основното образование има повеќе компоненти. При тоа работиме на подобри програми во основно образование, јакнање на капацитетите на наставниците, кои што се значени за пренесување на знаење и градење на идните граѓани на оваа држава, тоа се денешните наши деца, нивна обука во континуитет, но исто така и интензивно подобрување на инфраструктурата во основното образование. Изградбата на
спортски сали и континуираната реконструкција и доградба на училишто е навистина подготвено Министерството за образование и наука да ја прави по план и знаете дека минатата година имавме повик за инфраструктурно вложување во училиштата и секако спортските сали и на тој начин продолжуваме и во оваа година да градиме по план согласно потребите на општините со цел да го подобриме основното образование во нашата држава. Благодарам. Председателя на владата на Република Северна Македонија, господин Зоран Заев, почитувана министерка за образование и наука, госпоѓа Мила Царовска, почитуван директоре на основното општинско училиште Никола Вапцаров, господине Борис Иванов, почитувани гости, дами и господа. Задоволството и радоста се секогаш големи кога се гради и развива нашата општина. Но најголеми се радостите кога градиме објекти намените за нашите деца, нашите ученици, вложувајќи во нив, вложувајќи во иднината на Струмица. Искрено, оваа попладне се чувствувам многу убаво во оваа нова мултифункционална спортска сала изградена по современи стандарди, која што ќе овозможи подобар физички и ментален развој на учениците од оваа училиште. Со изградбата на спортската сала решивме еден многу значаен проблем и задоволивме големи потреби во воспитно-образовниот процес, обединувајќи соодветна инфраструктура, поддршка за квалитетно физичко и здравствено образование. Од сега учениците во ова училиште, тука на затворено, на површина од 1300 метри квадратни, ќе имаат квалитетна настава по физичко и здравствено образование. Ја користам приликата да се заблагодарам на премиерот Зоран Заев, на владата која преку Министерството за образование обезбеди 40 милиони денари за изградба на сала, а свој удел имаме и ние како општина со расчистување, подготовка на теренот за градба, приклучување на водоводна, канализациона и електродистрибутивна мрежа, а ќе го решиме и затоплувањето на салата со приклучување на гасоводна мрежа во вкупен износ од над 2 милиони денари. Со оваа капитална инвестиција покажуваме и докажуваме дека Струмица со поддршка од владата навистина е грижлив град, кој се грижи за своите граѓани и секако за најмладите на кои им овозможуваме нови спортски објекти за правилен физички развој и создавање навики на здрав живот. Нека ни е за многу години новата спортска сала и се надевам, но и посакувам токму тука да се појават нови спортски таленти како фудбалерот Горан Пандев, кошаркарот Владко Илиевски, одбојкарите браќата Ѓоргиеви, атлетичарот и олимпиец Ване Стојанов и многу нови спортисти кои потекнуваат од нашата Струмица и ќе ја промовираат општината низ целиот свет. Ви благодарам.